Како да се преживее месецот е нешто што ги остава без сон граѓаните на Македонија, откако минималната синдикална кошничка за месец јуни порасна за уште 235 денари во однос на минатиот месец. Според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија, на граѓаните од 1 до 1 им се потребни најмалку 60.325 денари, што е повеќе во однос на мај кога беа потребни 60.090 денари. Тоа значи дека на едно просечно македонско семејство му се потребни безмалку 1000 евра за да го истера месецот, и тоа само доколку има сопствен стан. Само за храна и пијалоци се одвојува една минимална плата 21.952 денари или 36,4% од вкупниот износ на минималната кошничка. А за станарина, вода, електрична енергија и грејење им одат околу 100 евра, односно 6014 денари. За лична хигиена и одржување на хигиената во домовите, македонските семејства трошат 1827 денари, а за здравје 1069. 4871 денари им остануваат за транспорт. За комуникација во јуни годинава на едно семејство му биле потребни 3420 денари од вкупниот износ на минималната кошничка, а за рекреација и култура 4378 денари. За образование потрошиле 7022 денари, а за одење во ресторани и хотели 3890 денари. Ако имаат среќа да не им излезе некој непредвиден трошок, на граѓаните во најдобар случај би им останале само 1100 денари, кои ги трошат за останати стоки и услуги. Ако семејството живее во стан под кирија, потребни им се дополнителни 15.357 денари. Инаку во однос на јануари годинава, кога минималната синдикална кошничка изнесуваше 57.163 денари, овој месец таа е зголемена за 3.162 денари, односно за 5,5%. Прашање е колку од граѓаните овој месец ќе добијат повисока плата од 50 евра, за да можат да ги поднесат зголемените трошоци.